Чување на Александар Стојчев, кого го имаме на телефонска линија. Стојчев, доколку се слушаме, како вие ја коментирате последната изјава на премиерот Зоран Заев дадена за бугарските медиуми? Добро вечер на вас, добро вечер на гледачите на телевизија Телма. Јас, како историчар и прошироката јавност, сме сведоци на најновата изјава денес дадена од премиерот. Деновиве слушнавме голем број на изјави на политичари од двете земји во однос на бугарското вето за почнувањето на преговорите на нашата држава, на Македонија со Европска унија. И неблагодарно е како историчар, како научник да коментирам политички изјави, но сигурен сум дека јавноста е заинтересирана да слушне што вели историјата, односно што велат историските факти за сите овие теми. Ние како експерти, особено оние што се занимаваат со периодот на 20-тиот век, историските факти кои што ги имаме, кои што се достапни на нас историчарите во Македонија и кои што се произлезени од канцелари од соседните држави, од светските дипломатски центри. Значи, сведочат за една неповолна положба на македонскиот народ и во негова борба за национална слобода и за државност. Таа борба започнала паралелно со борбата на другите балкански народи. Значи, со ништо не заостануваме од бугарскиот народ, од српскиот народ, од албанскиот народ, од грчкиот народ, од другите народи ги набројав соседните особено, затоа што има специфики на развојот, односно признавањето и непризнавањето на македонскиот народ, особено во периодот на балканските војни и на Првата светска војна и во продолжение на тоа на Втората светска војна. Имено некои општи работи за овие периоди се разјаснети, расчленети во историјата. Тоа е дека во балканските војни се води една војна под маска дека ќе се ослободи Македонија, дека на Македонија ќе се даде автономија, подосна независност, на македонскиот народ, братскиот народ дека ќе им се даде рамноправност и слобода, е демаскирана по кратко време и наместо ослободување на македонскиот народ фактички се случува тројна поделба, тројна, односно окупација, анексија и присоединување на територии на Македонија, која до тогаш била во отоманско владение, на балканските кралства. Имено таа политика од балканските војни, кога еве во случајов бидејќи е најактуелно барањето, односно политиката од страна на Бугарија. Имено Бугарија на 12 март 1912 година, Кралство Бугарија подпишала со Кралство Србија договор за пријателство и сојуз, нешто слично како и во денешна политика што се дипломатските документи, но со еден таен анекс во кој што се откажала од голем дел на територии на Македонија, односно и на денешна наша држава. Значи, се согласила дека источно од Рила планина се неспорни бугарски зони, а северно од Шар планина се неспорни српски зони. А од Крива Паланка до фактички Охрид, дека е зона спорна, односно Бугарија не ја прифаќа како сосема своја, туку дека во исходот од војната ќе се договара понатаму за конечна поделба. Стојчев, сакам да прашам, колку ваквите изјави носат штета на Македонија? Ние гледаме дека дури во Бугарија има интелектуалци кои што се спротивставуваат на позициите на Бугарија, а од друга страна премиерот денеска вели Југославија е таа која што не одделувала и дека бугарите практично помогнале во ослободувањето на... Политиката секогаш имала влијание на општественото мнение, нели? Но врз науката може да влијае, носи одредена, да речеме, можеби претенциозност, можеби, но на фактите не може да ги смени никој. Значи фактите се тие. Можеме, ако еве сега речеме јас или некој друг историчар ги прифати тие тези, односно теории,
секој од надвор што ќе дојде, значи имаме ние, не сте само историчари во Македонија и во Бугарија, значи има балканолози, македонисти кои што се занимаваат со балканска, со македонска историја, а сте надвор од Балканот и од регионот, да речеме од Англија, од Франција, кои што го студираат, кои што напишале бројни книги. Тие сосема објективно и согласно историската, односно методологијата на истражувањата во историската наука и ценат и до сега се напишани бројни трудови врз база на овие документи кои што ги спомнат на почетокот на разговорот. Така што без оглед колку и да се вршат, значи не е ова сега во моментов, значи сме имали посложени, потешки времиња, македонскиот народ немал држава, не бил слободен, збориме за балканските војни, а опстоел. Се избори во текот на Втората светска војна, ја верувам дека и во овие услови нема да се погази македонскиот национален идентитет и дека науката едноставно е, ако се гледа како наука, таква каква што е, значи не може да манипулира со факти и парцијално на одредени места доколку се направи интервенција, општо во научното дело, односно во научните дела нема да може да се смени ништо. Да, но она што сега се бара е да не се употребува нели зборот фашизам и дека бугарите не биле фашистичкиот окупатор. Видете, тука исто треба да се прави, да речеме, ако се гледа, едно е бугарскиот народ, кој што навистина во тоа време е под власт, знаеме дека е царство Бугарија, царот Борис постојание на германската политика и спротивно можеби на мнозинската волја на мнозинството народ се определил да биде на страна на Хитлеровата коалиција, односно на оската Берлин, Рим, Токио и факт е дека од 1900 во однос на Македонија од 1941 до 9 септември 1944 година бугарските сили во Македонија се окупаторски сили и дека тие се на страна на фашизмот. Тоа не значи квалифицирање со самото тоа дека бугарскиот народ, целиот бугарски народ се фашисти. Далеко од тоа. Како што е во интервјуто забележат дека во еден дел новинарот го сугерира на премиерот дека и тогаш би требало и со Меркел да се ословува како фашисти германски. Не значи тоа. Треба да се објасни, значи по мене треба многу повеќе вакви емисии да се повикуваат историчарите не обоени политички, односно партиски, туку стручни луѓе да што повеќе се повикуваат и да ги објаснуваат овие работи. Значи не треба да се гледат и не може да се гледат работите црно-бело. Значи истата таа држава фактички бугарска во септември 1944 година точно е на страна на, значи Отечествено фронтова Бугарија е на страна на антихитлеровската коалиција. Но не можеме да кажеме сега дека бугарската војска ја ослободувала Македонија во тоа време, кога не било тоа така. Апсолутно и командантот на главниот штаб на Народно-ослободителната војска и партизанските одели на Македонија, генерал Михајло Апостолски, и во своите сеќавања и во документите остро се спротивставувал на тоа, имало обид. И во ноември 1944 кога е ослободена Македонија, односно македонската држава, да се меша во одлежувањето, да се каже дека заедно учествувале, тие биле присутни на теренот, но не биле ефективни. Така. Стојчев, ви благодарам. Не може никој да ја оспори самостојна борба и национална посебност на македонскиот народ. Не може никој да каже дека има заедничка историја со македонскиот народ, национална историја. Може заедничка во контекст на Балканот, регионот, на некои споделувања други, но нашата нација, нашиот народ го има најтешкиот, најтрливиот пат од балканските народи. А учествувал равномерно, равноправно во ослободителните борби на сите балкански народи. И во прво и второ српско востание, во грчко востание ослободително, во бугарско востание. Значи, едноставно треба многу внимателно и треба многу поширок состав од, да речеме, мала група на комисии кои што не се најстручни за се. Туку треба една поширока дебата и треба време за на некој начин да се усогласат определени ставови во однос на историјата. Стојчев, ви благодарам за вечерашното вклучување во ТОП тема.